Веднаш ќе го најавам првиот разговор во студиото во ова издание на Македонија наутро. Ќе го поздравам мојот гостин, професор доктор Тихомир Стојановски, плоден автор, редовен професор на Факултетот за драмски уметности. Вие предавате сценски говор, меѓутоа и плоден автор, љубител на убавиот збор, потоа имате пишувано романи, драми и стручна литература, па има што да разговараме денеска. Најпрво добро утро. Добро утро. Добре дојдовте. Добро ве најдов. Денеска ја промовираме вашата нова книга со наслов Јавно говорење. Иако проговориме за тоа од што бевте испровоциран. Најверојатно бевте испровоциран од вашата работа со студентите на Факултетот за драмски уметности, но секако и во однос на тоа дека можеби како луѓе и како општество не сме доволно самокритични во јавниот простор, бидејќи преку говорењето не оставаме впечаток како што треба. Па да, книгата, како што самиот наслов раскажува, јавно говорење, прави главна разлика меѓу приватниот и јавниот говор. Што е суштина на едно општество, што значи да се биде јавна личност и да се зборува пред луѓе. И ние имаме една дефиниција во театарскиот свет, човек исправен на сцената, значи однос кон општеството, односно јавната личност треба да знае кои се законитостите на јавното зборување. Не можеме да зборуваме приватно. Книгата поаѓа од Факултетот за драмски уметности, таму учат сценски говор и ние предаваме факултативно и на медицинскиот факултет на предметот логопедија, таму предаваме јавно говорење и плюс држиме часови за јавно говорење за сите кои се заинтересирани и ги прави точно тие разлики. И ние гледаме во новиве времиња што се случува. Секој излегува на телевизија, секој води емисии со приватен говор, непоставен глас, не го познава нормативниот говор. Не го знае соодносот како се зборува во јавност. Значи, ние приватно можеме што сакаме да кажеме, но во јавноста веќе зборот е упатен на поголема публика и тој се материализира некаде. Значи, ги учи, например, децата на погрешно зборување. Ако посеете, например, омраза, ќе познаете омраза. Сите тие законитости на јавниот збор и со тоа се занимава книгата, има искуства, примери, вежби, некои техники за ослободување на гласот од чувствени блокади, се тоа што сме го провериле во практиката. И кому пред се е наменета оваа книга? Па на сите. Пред се таа почна како поттика. Минатата година на часовите по логопедија ме праша една студентка вонредно која студира дали имате книга за јавно говорење. Јас овие делови што тука се собрани ги имам во други книги за театарот, но конкретно немаш и тогаш така дојде импулс, како да кажам, поттик, слава му на Господа, и се излеа оваа книга на предметот јавно говорење. Значи им објаснувам некои работи што можеби не стигнуваме таму да ги раскажеме до крај, а потоа и на сите оние јавни личности. Значи, говорната школа подразбира говорен тренинг. Говорен тренинг, практиката, например, во англиската говорна школа е дека тие имаат секогаш тренинг, voice тренинг, нели, учител по говор и политичарите и новинарите и актерите, значи имаат часови по говорење. Тоа подразбира да го ослободиш гласот, да го поставиш гласот, нормативно говорење, но и надградба на сопствената техника и систем. Јас ќе поканам двајца наши гледачи кои што сакаат да ја имаат оваа книга во својот дом, може да се јават на отворените телефони и секако да ги остават своите податоци и ќе може да си ги подигнат книгите во просториите на Македонската телевизија. За двајца наши гледачи доделуваме по една книга од нашиот гостин Тихомир Стојановски со наслов Јавно говорење. Констатиравте и вие, и јас исто ќе се сложам, се помалку го познаваме македонскиот литературен јазик во смисол на начинот на говорење, изразување и секако јасноста при говорење. Иако кажеме дека по зборовите се разликуваме од другиот животински свет, тогаш дали треба така да се расфрламе со јазикот и да бидеме толку невнимателни? Па добро, сега ви ја допирате уште една друга тема. Зборуваме за една тема духовно зборување. Значи, што значи повисок степен? Име телесно зборување, кога кажуваме што сакаме, што ни треба. Сега духовно зборување, кога говорот допира некои подлабоки слоеви на човекот и на општеството. И тоа е исто така внесено во книгата. Значи, духовно зборување подразбира да разбереме дека гласот, буквите, словата не се материјални, не можеме да ги допреме. И затоа е потребен тренинг и сооднос.
Кога јас зборувам, каде поаѓа гласот и каде завршува, е почетна категорија да разбереме дека можеби нашите зборови, и во книгата е поместено дека има доста цитати од Светото писмо, кој го сметам за еден голем учебник по говор, бидејќи таму се одредуваат извонредни работи. Вели, зборот е меч на духот, зборот е лек, зборот има сила да запали оган, да распламти, од иста уста излегуваат и благословот и клетвата. Сите тоа се законитости кои, ако не ги знаеме, и ако ги знаеме, имаме обврска на кој начин ние упатуваме некоја порака која не е материјална и која поаѓа од моето срце кон други срца, во односот кога сме ние јавни личности. Илјадници луѓе можат да го слушаат ова. Нели, ако посеете, например, омраза, јазикот е мал орган, во Јаков се вели, но голема гора запалува. Значи, со 2-3 збора вие можете, ако сте политичар, например, да посеете омраза, да направите војна, ако не размислувате за причината и последицата на зборовите. Тоа е тој духовен слој на зборот. Значи, на почетокот беше Словото и Словото беше во Бога. Тоа е Евангелие по Јован, која лектира во гимназиите, и ги носам своите студенти да играат пред таа публика, пред испитни представи, значи влегуваме во една друга сфера, да научат како е да се зборува, таму нема завеса светлосна, него директно зборуваат, влегуваме во училница и играме представата што е за испит. Значи говорот треба да се тренира, да се негува, да се направат часови можеби појавен говор и во средните и основните училишта, да се тренира беседништво, ораторство. Значи обично на курсевите тоа го работиме, им давам задача на една тема постојано да зборуваат, да можат без напишан текст да зборуваат. Од срце, што го нарекуваме, срце, лице в лице. Значи, ете тоа е. И кога не се практикува тоа, и кога во јавноста гледаме луѓе кои зборуваат, освен што не го почитуваат нормативниот говор, само телесно зборуваат, не размислуваат на причината и последицата на зборовите. Вика, зборот е тешко може, ако некој може да се воздржи да го контролира зборот, или зборовите има живот и смрт, многу добра дефиниција. Ако посеете омраза, вие сеете смрт. Ако благословувате, например, вие давате живот, ги потикнувате луѓето на љубовта. Значи, тој нематеријален збор е важен момент. И односот кон него се гледа во едно општество. Кога паѓа образовниот систем и се спушта, секој може да работи се, посебно во медиумите, луѓе донесени директно од улица почнуваат да зборуваат непоставен глас, неисчистен глас од чувствени блокади. И вие знаете дека некој човек не можете ни 3 минути да го слушате, а некој со сати, со часови. Тоа е трениран глас, ги знае причините и последиците на зборовите. Зборот некаде патува и се материализира. Убавиот збор треба да биде дел од нашето секојдневие. Треба да одбереме и да внимаваме со кого разговараме, кому му се обраќаме, кому ја упатуваме пораката, како да му пристапиме, начинот на кој што ќе го изразиме, нели, својот говор и ефектот што ќе го постигнеме. Но овде потенцираме јавното говорење за луѓето кои што работат јавна професија и имаат однос со публиката и со граѓаните, а сведоци сме дека јавниот простор го узурпираат луѓе кои можеби никогаш не поминале ни стручно мислење дали тоа го прават онака како што треба. Така е, тие на почетокот се интересни бидејќи приватно зборува и потоа станува шаблон, односно исклучок кој го негира правилото, дека добар глас е трениран глас. Значи морате да поминете низ некој училиште. Јас знам дека во македонската телевизија имаше стари спикери кои беа како учители на помладите, значи една говорна школа. Мораше да се помине таа школа за да конечно, нели, настапите пред публика. Како се дава тонот, што се зборува, како се држи чувството, например, вие не можете на вести да кажувате, да ги покажувате вашите чувства. Јас ќе ви дадам пример во Австралија, например, нашите овде медиуми сеат страв, пожар, смрт и викаат. А во Австралија гореше пожар, во Западна Австралија, во Перт изгоре 70% од житото, имаше мртви, со еден тиво глас ги соопштува, не ги вознемируваат гледачите. Значи тоа се некои елементи кои треба да се работат. Добар глас е трениран глас, мора да се помине школа, училиште, како се зборува, што се зборува, кому му зборуваш, каде оди пораката, дали гласот е поставен, да се ослободат чувствените блокади. Без тренинг гласот не функционира, исто како што гледаме во спортот или во балетот или во пианистот мора да свири, да ги вежба прстите, ние мораме да вежбаме, значи основен гласовен тренинг, така се ослободува средниот тон и тоа е она што практично е тренингот на јавно зборување.
Сите кои имале некаков проблем го решаваат. Значи тоа е, како да кажеме, гласот. Има еден интересен јапонски мајстор на но театарот кај Питер Брук, вика гласот на човекот е врска меѓу земјата и небесата. Многу добро кажано. Поаѓа од земјата, значи она што го имаме ние како театарска, најстара театарска форма свет брак се нарекува небесен татко, оплодува ја земјата и се раѓа Богот човек, актер, жрец на Кокино во Дионисовиот театар. И потоа материализирано во Исус Христос од Свет Дух Богородица. Значи зборува за врска на духовно зборување. Кому му зборувам, како се однесувам кон зборот, колку време било потребно да дојдеме до цивилизирано зборување. Значи пак е тоа од истата уста излегува и благослов и клетвата. Тече ли од еден ист извор сладка и горчлива или отровна вода? Тоа е суштината, што излегува од твоето срце и по бојата на гласот ние сеќаваме дали е некој среќен, дали е задоволен, дали има љубов, колку книги прочитал, духовната сила е сеќаваме. Гласот е звучен отпечаток на тоа што сме ние внатре, не само материјалниот човек. Нели човекот има и душа и дух, ако сега зборуваме. И како што гледаме гласот, не можете да го допрете вие. Само го слушате и влегува во вашето срце и предизвикува одредена материализација. Например, еден актер или политичар кој ќе каже некој говор, можете да се расплачете, да се насмеете, да ве налути, да ве натера да мразите. Не дај Боже да ве натера, значи ако посеете омраза да се тепате. Добре, која е појдовната точка за правилно јавно говорење или генерално убаво говорење, да не заборавиме дека пред се најпрво треба да се познава добро својот јазик? Така е. Дали кога говориме за граматиката или за литературата и изразот преку јазикот, за да понатаму се надоградувате и дополнително ја дадете вашата емотивна или духовна нишка? Тоа е правоговорот, односно македонскиот јазик е едната дисциплина, нормативно зборување. Така. Акцентите, гласовите и така натаму. Значи, чисти вокали, чиста, како да речеме, дигитална звучност и чистина во гласот. Тоа е едното ниво. Второто е ослободување на нашиот глас. Така. Значи, ние кога ќе се родиме како дете, бебенце од утробата на мајката, нели не удираат по газот гинеколозите, да го вдишиме првиот здив и го пуштаме првиот глас. Так. Тоа го имам во некоја од книгите и тогаш ние гласот е слободен. Во текот на образовниот процес и во текот на училиштето, средината, ти велат немој да викаш, немој да врескаш, зборувај потивко, ти полека правиш едни, како да ги наречеме, чувствени блокади и употребуваш дел од твојот глас. Ние веќе не одиме во лов, не крикнуваме, не пееме на отворено. Значи, живееме во еден затворен простор, луѓето ги кријат чувствата. Значи, првата почетна позиција ослободување на нашиот наискрен внатрешен глас. Во тие моменти јас го нарекувам молитвен глас, бидејќи кога сте вие во болка или кога ви се случува нешто тешко и кога ќе речете Господе те молам да ми помогнеш, тоа е тој искрен глас, значи ја го нарекувам молитвен слој на гласот, го отвораме. Се обидуваме да ги исчистиме сите чувствени блокади, да не се срамат од чувствата и ние го зборуваме тоа дали сакаш ти да се откриеш или да се сокриеш. Луѓето не сакаат само информации. Тие сакаат чувства, срце, глас полн со емоција, да видат жив човек, со живо срце да рече јас така мислам, да ги поттикне дека се и тие живи. Значи, имаме 4 форми, се информација, констатација, денеска врнеше дожд, да, денеска навистина констатација врнеше дожд, раскажување, денеска врнеше дожд и поистоветување, внатрешно, денеска врнеше дожд. Јас како го доживам, тоа сакаат тие четвртата форма, се разбира во информативните не можете така да пренесувате се. Можете да имате доза на љубов, да го сакате тој. Значи, што давате во зборовите, му давате љубов, можете да фрлате бодежи, имаме такви вежби, му давате цвеќе или му ја пренесувате вашата љубов, дека еден човек може да пренесува порака на љубовта, во духот на љуби го ближниот како самиот себе си, она Исусова девиза, што е добра за говорникот. Ако го сакаш својот глас, не се срамиш, го пуштиш во слово да ја сакаш својата професија и гледачите, кога вие ќе зборувате, тие ќе ги отворат срцата и ќе ве слушаат. Па имаме такви, се јавуваат постари луѓе, бојата на гласот, начинот на зборувањето ги смирува, им дава љубов дека не се сами и така натаму, таа сомилост што е. Так. Морам да ве прашам за вашето искуство при работата со студентите и кога станува збор за предметот сценски говор. Што им е најтешко или што им е најлесно при совладувањето на сценскиот говор?
Па видите, тие на почетокот ние го имаме тој феномен на логопедија една, друга е на факултетот. После првите аплаузи, значи прва година, тие добиваат еден степен на гордост што малку ги затвора. Така. И, например, кај логопедија тие се отворени и секогаш се, како да кажеме, го учат тоа и размислуваат на причината и последицата зошто некој, например, има проблем чувствен во гласот, пел течи или се срами да зборува и така натаму. Причината и последицата на зборувањето ги подлабоко ги размислуваат. Најтешко им е да останат во форма и да разберат дека без тренинг секојдневен нема напредок, нема да бидете добар говорник. Значи, добриот актер со добар глас, тој секој ден тренира, барем 10 страници дневно, јас им ја кажувам таа основна вежба, стапче, како молив, во устата, читање на глас прозен текст. Тој е основен говорен тренинг, кој ќе остане во таа форма, се разбира, ние сме како една интересна средина, некогаш и тие што се дарувани, ако не им се погодат состојбите, нели, директорите, режисерите, нема да успеат, но ако тренира, сигурно во моментот кога ќе биде, ќе се сеќава таа доминантност, вокална присутност, ја се нарекува, засилен среден тон. Тоа им е најтешко да останат во тренинг. Бидејќи полесно е, например, да се појавиш, примаш ракоплескање, аплаузи, се возгордејуваш, мислиш дека, не, тоа е чувството дека ти се восхитува, те прави горд. Да. Значи, ако земеме сега да размислуваме, подобро е, например, како Лоренс Оливие, што вели, еден познат актер, јас секогаш почнувам како бебе на почетокот на представата и завршувам во некоја возраст, дека јас сум студент, вечен студент и ученик кој учам на секоја представа, да се направи тој момент, да те направи голем, другите да видат, кој вика, кој се фали, со Господ да се фали. Тоа е најтешкиот момент, да излезат од гордоста и да влезат во понизноста и работата и во послушноста. Истото што досега го кажавте би се однесувало и за, да речеме, нас новинарите, за политичарите, луѓето кои што многу често се пред публика, се обраќаат, нели, треба да пренесат некаква порека. Не е добро премногу да се опуштите, секогаш треба да бидете внимателни, да држите едно ниво и тука да бидете на едно сигурно пристаниште кое што ќе ви овозможи на вистинскиот начин да се обратите пред публиката. За самиот крај на нашиот разговор, би сакала да им кажеме на гледачите, вие држите часови по јавно говорење на Факултетот за драмски уметности, кога и кој може да дојде и да ги посети овие часови? Па тоа е интересна приказна. На кратко дојде една жена, се појави и рече ќе донесам за јавно говорење од некој медицинска установа, беше да ги обучите луѓето. И рековме добро, отворивме. Професорот сега што е во пензија Дијан Дерваров рече тихо ти ќе ги држи часовите и јас нема жената. И објавивме конкурс, ја нема ни тие 30 луѓе и се јавија некои разни, значи средношколци, доктори на науки, магистри, новинари, членови на комисии, политички личности, по еден, двајца, значи не се тоа масовни часови, кои ги подобруваат своите говорни. Например, некој има страв да зборува пред камера, некој има грч во гласот, третиот се плаши од зборување, четвртиот разни фази на зборувањето кои тие ги надминаа и не научија, значи секој може да се јави. Сме имале од најмали возрасти, значи од 8 деление до доктори на науки и постари луѓе. Например, се оперирал од проблем на грлото и 10 години му е страв да зборува подолго од 5 минути. Случај бидејќи докторот му рекол тогаш, бидејќи ако продолжи да зборува може да му се јави полип на гласниците. Се ослободи, потоа даваше изјави по половина час. Значи тоа се такви состојби. Најразлични причини, но сепак и заинтересираност има што на вистина е за похвала. И се работи индивидуално на гласовниот тренинг на секој што му е потребно во одредена фаза. Значи тоа е суштината. Индивидуален тренинг, секој што треба да подобри за да има, се јавувале и брокери, адвокати, студенти од економија, од правен факултет. Јас уште еднаш ќе ви честитам за промоцијата на оваа нова книга Јавно говорење. Нека ви се множат книгите и ви посакувам уште многу успеси во вашата работа. Ви благодарам за гостувањето, ми беше задоволство. Ви благодарам да сте живи, здрави, благословени.